Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Да најавиме дека сите мембери за во црковната општина овде во Ньюкастел може да си платите вашата чланарина до крајот на месец март. За новите мембери од 1 јануари беше до 31 март, по цена од $10. Нашата женска секција овде од Ньюкастел организираат игранка по повод празникот 8 март, денот на жената, и тоа во недела на 4 март ова година. Од 11 сатот пред пладне. Цената кошта $60 по лице. За деца од 5 до 12 години само $30. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410-634-310 и кај Су Бошев на 0414-417-207. Исто можете карти да си земите секој петок од 5 до 7 сатот на вечер во црковната сала после 9 февруари. Значи почнува од 9 февруари секој петок. За ова забава ќе свири најдобрата од Сиднеј Сонја Динамик. Исто да најавиме дека се прославува 11 години од постојањето на нашата женска секција овде во Ньюкастел и 10 години прослава за овај ден. Сите сте добро дојдени. Одиме со најновите вести од Македонија. Додека светот ја крои економската политика во Давос, Македонија и Грција кројат план за решавање на деценискиот проблем. Прва средба помеѓу Заев и Ципрас, но и прв разговор по новата рамка која Нимиц минатата недела им ја предели на преговарачите. Од македонската влада се оптимисти, поради, како што велат, позитивната атмосфера во двете земји. Во сабота, во 18 часот во клубот на пратеници започнува процесот на координација помеѓу државниот врв, но и партиските лидери од секаде. Председателот Иванов, премиерот Заев, министерот за надворешни работи, но лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски ќе седнат на заедничка маса. Освен предлог рамката на Нимиц, дел од координацијата ќе биде и разговорот помеѓу двајцата премиери од Давос. Идната недела во Скопје доаѓа посредникот Метју Нимиц, кој како што најави очекува да ги слушне реакциите од двете земји 2 недели по понудениот предлог. До ова средба се очекува да се утврдат позициите, но и забелешките и во Скопје и во Атина. ВМРО ДПМН во понеделник се враќа на седница во законот за употреба на јазиците со цел, како што рекоа, да го превентираат носењето овој противуставен и штетен закон. Опозицијската партија ќе поднесе амандмани со цел да ги подобри и да го подобри овој закон, имајќи предвид дека во трето читање не постои временско органичување на дебатата на пленарна седница. Можно е амандманите да го блокира целиот процес.
Носењето на двојазичноста на целата територија е непотребно и целосно се деградира македонскиот јазик, па поради тоа пратеничката група ќе се враќа во парламентот и ќе поднесе амандмани. Се уште нема точна бројка за колкав број на амандмани станува збор, но во главно тие ќе бидат слични на претходните амандмани во кои ВМРО-ДПМН бараше заштита на македонскиот јазик, како и бришење на таксативно наведениот албански јазик, а наместо тоа еднаква примена на сите малцински јазици. Пратеничката група се враќа во парламентот само за ова точка. Од ВМРО-ДПМН се решија на ваков чекор, откако претходно од владата и СДСМ беше одбиен нивниот предлог за целосно повлекување на законот и формирање на мешовита работна група од политички партии, правни експерти, членови на МАНУ и представник од кај Иванов за ново законско решение. Дали СДСМ ќе поднесе амандмани на законот партијата ќе одлучи во петок. Од владата денеска потврдија дека по неговото донесување целиот текст на законот ќе биде испратен на проверка кај Венецијанската комисија. Законот за јазици се врати во собранието во трето читање откако председателот Ѓорѓе Иванов пред 10 дена не го потписа указот за негово објавување и стапување во сила. Стредба Заев Ципрас во Давос. Во сабота лидерска стредба на предлогот на Нимиц. Време е за македонското прашање во смрзнатиот Давос. Стредба Заев Ципрас во фокусот на грчките медиуми. Учество на Алексис Ципрас на Светскиот економски форум во Давос и стредбите со Зоран Заев и Кристијан Лагард се главните теми во грчките медиуми во изминатите 24 часа. Паралелно со заменувањето на грчкиот премиер во швајцарскиот зимски центар, во Грција јавува дописникот на МИА од Атина не запира работата околу протестите за одбрана на името Македонија, но со несмален ритам продолжуваат и препукувањата меѓу владечката Сириза и опозицијската Нова демократија во однос на прашањето за името. Денес одлучувачката стредба Ципрас Заев, време е за македонското прашање во смрзнатиот Давос. Предлозите на Нимиц на стредбата Ципрас Заев во снежниот Давос се одлучува за скопското прашање. Момент на вистината за скопското прашање. Ципрас Заев во снежниот Давос. Ке се стопи ли мразот за името на Скопје? Се само дел од насловите на грчките медиуми во најавата и анализите за денешната средба на 20 премиери на мигрантите на форумот. Според официјалната програма на грчкиот премиер, Заев и Ципрас ќе се сретнат во 15 часот. И онлайн изданија на вестниците и информативните портали, но и телевизиите во Грција објавува дека грчкиот премиер на средбата заменува со грчка национална позиција, што ќе му ја пренесе на неговиот македонски колега, дека Атина сака сложено име со географска или друга одредница, Ерга Омнес, но и дека Алексис Ципрас од Зоран Заев ќе побара практични и материјални докази и потези дека иредентизмот веќе му припаѓа на минатото. Атина очекува потек на добра волја од Скопје, што ќе му даде можност на грчкиот премиер да го продолжи аргументот и го поддржи дека политичките околности и во двете земји се можност за решавање на прашањето. Овој потек може да биде исполнување на едно од ветувањата на Скопје или преименување на еледромот во Скопје, или отстранување на споменикот на Александар од центарот на градот, пишува порталот Реал. Онлайн издание на неделникот Реал Ньюс пренесува МИА. Според новинарот се очекува двајцата премиери да дадат оценка за досегашните преговори и да ја истражат можноста за договор врз база на последните предлози на Нимиц. Од кабинетот на Ципрас денешната средба ја опишуваат како момент на вистината, односно клучна точка за да се види во пракса дали најавите на господинот Заев за расположение за конструктивен придонес во преговорите и волја за неопходните компромиси се реални или не, коментира Катимерини. Алексис Ципрас и Зоран Заев досега
ќе имаат можност да ја искористат преговарачката подготовка меѓу преговарачите на двете земји, но и на министерите за надворешни работи, за да може да се влезе во суштински разговор и да се одреди колку се блиски или далеко нивните позиции, пишува информативниот портал News 247. Во владата првично негуваат амбиции дека средбата може да донесе дури и конечен договор. Сепак, ова очекување е далеко од реалноста, објавува информативниот портал ИН. Според официјалните изјави, како и од владиниот потпарол, така и од шефот на грчката дипломатија, Атина очекува да се направи напредок во насока на изнаоѓање на заемно прифатливо решение, но и во исчекување на разговорите во Давос, што ќе покажат каде се движиме. Во анализите и коментарите во грчките медиуми, независно дали станува за вестник, телевизија или портал, новинарите денешната средба во Давос индиректно ја поврзуваат со протестот во Солун и најавените демонстрации за 4 февруари во Атина. Од исходот на средбата со македонскиот премиер ќе се знае кои ќе бидат и следните чекори на Алексис Ципрас, дали ќе побара од председателот свикување лидерска средба или ќе има одделни средби на председателите на политичките партии. Грчките медиуми, јави дописникот на Мија од Атина, не исклучуваат ниту едно од овие сценарија, со оглед на тоа дека грчкиот премиер се стреми кон постигнување на најширок можен национален консензус, но и ќе зависи од текот на средбата со Заев и Давос. Почитувани слушатели, да проследиме уште едно соопштение, потоа одиме со вашите желби и честитки. Пензионерското друштво Нјукастел Гоце Делчев организира прошетка до Сиднеј по покана од Пензионерското друштво Методиј Антоновченто и тоа во сабота на 17 февруари. Таму се поканети многу друштва од сите црковни општини во Нов Јужен Велс. Автобусот ја поаѓа од пред црковната сала овде во Нјукастел во 7 сатот сабајлето. Цената за ова прошетка ќе ја најавиме наредната програма. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната «Ке се женам јас» на нашиот многу сакан и поштован син и брат Џастин Мицевски. Од се срце му честитаме бракот со саканата Катерина Гавриловска и на двајцата му посакуваме да се стрекни весели со вечна љубов во заедничкиот живот. На сватовите честито убавата веселба. На нумкото честито кумството и на деверот честито побратимството. И на сите гости весело расположение. Убавите честитки се посакани од таткото Менде, мајката Гордана, сестрата Стефани со свршеникот Дино и братот и девер Дин, сите Мицевски. Во истата честитка желби испраќаат и баба Стојанка и тета Блага Ѓуровски. На Џастин Мицевски сакам да му честитаме бракот со саканата Катерина Гавриловска и на двајцата му посакуваме голема среќа и долга заедничка љубов. На родителите Менди и Гордана со фамилијата честито убавата радост. Овие се желби испратени од нумкото Ники со фамилијата и родителите Бали и Оливера со фамилијата Сите Богдановски. Сите ние на нашата сопруга мајка Оливера Богдановска и го честитаме 50-тиот роден ден и многу среќа, здравје и весело во иднина. Со истата народна песна на нашиот внук Џастин Мицевски со наискрени желби и честитки му честитаме бракот со Катерина, исто на двајцата му посакуваме среќа, радост и долги години заедно. На братот Менде со цела фамилија честит убавата веселба. Сето тоа го посакува стрикото Лупчо со фамилијата Мицевски. Žena
dojde čas, dosta ergenode, ličimo mi vode, kjera se mam sega, mojta majka stara, on me nasivara. Ajde sinte, ajde, gdje dojde vreme, kapali da čukna, naši za mene. Ajde sinte, ajde, vreme za slavlje, napide se svega, veselo na zdravlje. Da se ženam, da ti najdam od menica, neka čujat, neka znacite, da se ženi majko sino tvoj. Dede majko, reši da se ženam, da ti najdam od menica, neka čujat, da se ženi, majko sino tvoj. Со песната за деверот. На мојот многу сакан брат, Џастин Мицевски, му честитам бракот со заканата Катерина Гавриловска и на двајцата му посакувам да имат слога и вечна љубов во иднина. На моите родители Менди Гордана и сестрата Стефани со свршеникот Дина, честито убавата веселба. Овие се желби испратени од се срце од братот и девер Дин Мицевски. На нашиот внук Џастин Мицевски му честитаме бракот со Катерина Гавриловска и му посакуваме да се вечни во заедничкиот живот. На брачадата Гордана со цела фамилија честит убавата радост. Овие се желби испратени од војкото Гоце Јакимовски со фамилијата. На внукот Џастин Мицевски му честитаме бракот со Катерина Гавриловска и на двајцата му посакуваме среќа, радост и љубов во иднина. На родителите Менди Гордана со фамилијата честит убавата радост. Овие се желби испратени од дедо Живко, баба Дана, со стриковците Боби, со Јана и Пида, со Джезмен и малиот Џук, сите Мицевски. Со истата народна песна на Џастин Мицевски со Катерина Гавриловска му честитаме бракот, исто му посакуваме среќа, радост и вечна заедничка љубов. Овие се желби испратени од брезмерката Алекс Тодоровска со незината фамилија. Zajedno izraslavne,
мало соопштение и одиме со вашите желби, честитки. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 25 февруари. Одиме со желбите, со песната Крштевка. На нашата мила ќерка Изабела Петров ја честитаме крштевката и се најубаво во иднина, заедно со сите нас најблиските. Овие се убави желби од се срце испратени од тато Ник и мама Ренај Петров. Со истата народна песна на мојата многу поштована и сакана внука Изабела Петров и ја честитаме крштевката, исто и посакуваме многу среќни, весели дечки години заедно со најмилите. Искрените од се срце желби се посакани од баба Светлана, Мак и стрикото Джошуа. Сонце огреа, денот се разбудува, среќен ден е денеска, че доке си крштева, полна ми е душава, од радост голема, ајде куме крштевај, среќно и ја Илија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Гости мили роднини, вие сте ми најдраги, сакам да сте весели, среќни насмејани, полна ми е душава, од радост голема, ајде кумо крштевај, среќно и ја Илија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Со песната Крштевка. На нашата мила превнука Изабела Петров ја честитаме крштевката, исто и пожелуваме многу здравие, весело во детството во придужба на сите најблиски. Овие искрени од се срце желби се испратени од предедото Томе и пребабата Лена Вејановски. На нашата многу сакана и поштована внука и братучеда Изабела Петров со наискрени желби и ја честитаме крштевката, честито името и исто и посакуваме голема стреќа и радосно детство со најмилите.
Овие се честитки испратени од дедо Стивен, баба Тања со децата сите Велјановски. Со истата народна песна на многу саканата внука и братучеда Изабела Петров ја честитаме кршевката, исто и посакуваме стрејка радост и безгрижно детство со сите најблиски. Овие се желби посакани од дедо Крис и баба Кристина со децата Оливија и Доменик Велјановски. Къде не справиме, за чето име славиме, нашето чедо најмило, радост што ми подарило, куќата ни развесели, на крштевка не покани. Mamino zlato, milo na tato, na baba to babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamo noće delino. Mamino zlato, milo na tato, na baba to babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamo noće delino. Tuka je cela rovnina i gosti so familija, aj si te dana zdravime, čestito ime da moje, da ima detstvo bezbrižno i zdravo živo veselo. Mamino zlato, milo na tato, na baba do babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamo noće delino. Mamino zlato, milo na tato, na baba do babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamo noće delino. Godina skoro ke dojdi, čedo to ke ni prodi, ke uši prvi zbolovi, od majka što mu govori, golemo dani porasni, za svatva dane pokani. Mamino zlato, milo na tato, na baba do babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uvamo noće delino. Mamino... Со песната Дано Данице. На нашата баба Дана Николовска, сакана, поштована, сакаме да го честитаме родениот ден, 80-тиот роден ден. Исто и посакуваме долг живот, да ни биде меѓу нас. Овие се убави желби испратени од внукот Шони и внуката Шерен Кулупач. Со истата народна песна на Дана Николовска и го честитаме 80-тиот роден ден, исто и посакуваме долг живот, стрејка радост да си спроведи со незините внучиња и најблиски. И за свадба да си дочека. Сето тоа му посакува пријателите Татјана и Павле со својата фамилија Котевски.
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Мајко една си на светот. На поштованата сопруга и мајка Сребра Шапкуловска со наискрени желби и честитки и го честитаме 80-тиот роден ден, исто и посакуваме добро здравје, многу среќа и длабока старост со сите најзини блиски. Овие се честитки испратени од сопругот Крсте и синот Драги Шапкуловски. Со истата народна песна на нашата многу поштована мајка и баба и пребаба Сребра Шапкуловска и го честитаме 80-тиот роден ден. Воедно и посакуваме многу весело и среќно во придружба на незината голема фамилија и сите најмили. Тоа се желби посакани од ќерката Славица, зето Димче Лозановски. Воедно честитки испраќаат и внуците Дени Лозановски со фамилијата и внуката Доена Броган со незината фамилија. Да ги проследиме уште на соопштенијата. Нашата женска секција од Нјукастел организираат игранка по повод празникот 8 март, Денот на жената, и тоа во недела на 4 март 2018 година, со почеток од 11 сатот пред пладне. Цената за ова забава ќе биде $60 по лице, а за деца од 5 до 12 години само $30. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410-634-310, исто и кај Су Бошев на 0414-417-207. Исто можете карти да си земите секој петок од 5 до 7 сатот во црковната сала после 9 февруари. На ова забава ќе свири најдобрата од Сиднеј, Сонја Динамик, групата. Исто да најавиме дека се прославува 11 години од постојањето на нашата женска секција овде во Нјукастел и 10 години прослава за овој ден. Пензионерското друштво
Гоце Делчев од Нјукасел организира прошетка до Сиднеј по покана од пензионерското друштво Методија Андоновченто и тоа во сабота на 17 февруари. Таму се поканети многу друштва од сите црковни општини во Нов Јужен Велс, како и ние. Автобусот ќе поаѓа од пред црковната сала во 7 сатот за бајлето. За цената за оваа прошетка ќе најавиме наредната програма. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 4649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 25 февруари. Исто така да најавиме дека чланарината за ова година треба да се може да си ја платите до крајот на месец март по $10. Одиме со нешто од спортот од Македонија. Македонската ракометна репрезентација со пораз го заврше настапот на Европското првенство во Хрватска, откако вечерва во Вараждин загуби од олимпискиот првак Данска со 31-20. Во надпреварот без голем значање за двете селекции, првиот дел мина со постојано водство на олимпискиот шампион Данска од 1 до 2 гола предност. Кон средината на полувремето Данска во 2 наврат имаше +2, за потоа селекторот на Македонија Роал Гонзалес да земе тајм еат и Македонија да успее да изедначи. Резултатот во првото полувреме беше изедначен дури 9 пати, со тоа што Македонија имаше можност по контрата на Олјески да победи 11-10 и во последниот напад кога Ландин го одбрани ударот на Гузмановски. Нашата репрезентација на овој надпревар настапи без капитенот Кирил Лазаров, него во составот го замени Гоце Олјески, а капитенска лента ја преземе на искусниот Филип Миркуловски. Вториот дел почна со доминација на Данска, која предноста во играч повеќе ја искористи и поведе за прв пат со 3 разлика 16-13 во 36-та минута. На половина од вториот дел Данска имаше водство од 6 голови разлика. Олимпискиот шампион до ова предност стигна со 2 серии од 4-0, во продолжението противникот ја казнуваше секоја наша грешка. Најефикасен кај Македонија беше Филип Кузмановски со 6 голови, додека во составот на Данска најмногу голови постигна Дамгард со 11 голови. Со овој пораз Македонија го освои последното 6-то место во групата 2 со 3 бодови, додека Данска е прва со 8 бодови и обезбедено прво место и полуфинале. Вечерва во терминот од 20:30 часот ќе играат Шпанија и Германија, а победникот од тој дуел биде втор полуфиналист, со тоа што на Шпанија одговара и нерешен резултат. Да проследиме нешто и за здравието. Се пие 1 час пред спиење, а ги гори сите масти од стомакот за неколку недели. Во нашите статии многу пати пишуваме за важноста на природните лекови. Природни лекови се многу поефикасни од класичните и може да излечат дури и од најтешките болести како и ракот. Во минатото доктор Герсон пациентите заболени од рак ги лекувал со природни сокови од цвекло и други овошји и зеленчук. Успел да излечи многу мина. Мал е бројот на луѓе кои слушнале за ова, бидејќи фармацевтките компании немаат никаква заработка. Затоа треба да се информирате дека хемотерапијата не е единствена опција. Овој пат ви го откриваме природниот лек кој ќе го исчисти вашето тело од токсини и ќе ви помогне да го зајакните имунитетот. Исто така ги убива канцерогите кели и ќе ви помогне и брзо да ослабете. Секако и покрај употребата на овој природен лек треба здраво да се храните и вежбате. За овој лек потребни се овие состојки: 1 рака Макдонос, 1 мала лажица јаболков оцет, 1 лимон, мала лажичка цимет, 1 лажичка мед и половина литар вода. Подготовката е многу едноставна. Макдоносот и лимонот треба да се измијат, исцедете го сокот од лимонот во мешавина од Макдоносот и другите состојки. Ставете го блендер, пијте 1 чаша дневно, 7 до 14 дена, па направете пауза. Лук, натопен во црвено вино. Нема да верувате што се лекува овој рецепт. Овој хербален лек ги комбинира корисните својства на вашиот омилен лук и црвено вино.
Добиената смеса може да спрече многу болести. Ја прочистува крвта, го зајакнува имунолошкиот систем, го отстранува лошиот колестерол, го подобрува кардиовакциларниот систем и го отстранува високот сол во организмот. Исто така ја зголемува и издржливоста, дава енергија и се бори со инфекциите. Лук и вино. Комбинација што убива настинка. Пред се, овој лек има силни својства во борба против разни видови рак. Еве што ви треба. Подготовка. Излупете лук, измешајте го во стаклена тегла со половина литар вино. Препорачувајте користење лук продаден од баби наместо кинески лук, продаден од супермаркето. Кинески лук има ниски терапевтски својства. Исто така може да го намалите лукот на половина. Во тој вид, тој ќе се спива меѓу подобро и многу подобро, а и ефектот од поставувањето ќе биде многу помоќен. На овој начин вкусот на поставувањето ќе биде доста специфичен. Затворен сад со смесата се чува 2 недели на место заштитено од сонце. Во исто време мешајте ја смесата 2 до 3 пати на ден. На крај течноста се ицедува и се чува во темен сад. Овој еликсир може да се прави најмалку 2 пати годишно. Пијте 2 до 3 лажици дневно еден цел месец. И уште едно за лукот, чудо. Овој рецепт ги регенерира коските и зглобовите. Според тоа, од вклучна важност е тоа што се исправи за да се спречи понатамошните компликации. Освен тоа, ние ќе ви предложиме да го користите овој прекрасен природен рецепт кој е во состојка ефикасно да ја поправи и регенерира состојбата на зглобовите, коските, колената и ја ублажува болката. Ова е начинот на припрема. 1 килограм мед, 10 лажички ленено семе, 50 грама семки од тиква, 5 лажички сусам, 3 лажички суво грозје и 50 грама семки од сончоглед. Исто така 50 грама зрна пченица. Начин на подготовка. Помешајте ги сите горе наведени состојки во поголем сад, добро промешајте и префрлете во стаклена тегла. Начин на користење. Препорачливо е да се зема 1 лажица пред секој поедок и ручек. Уште една соопштенијата. Нашата женска секција од Нјукасел организираат игранка по повод празникот 8 март, денот на жената, и тоа во недела на 4 март 2018 година од 11 сатот пред пладне. Цената кошта $40 по лице, за деца од 5 до 12 години $30. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј, Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска и Су Бошев. И можете карти да се земите секој петок од 5 до 7 сатот попладне во црковната сала после 9 февруари. На ова забава ќе свири најдобрата група и интерпретаторка од Сиднеј Сонја Динамик. Исто да најавиме дека се прославува 11 години од постојањето на нашата женска секција овде во Нјукастел и 10 години од прослава за овој ден. Пензионерското друштво Гоце Делчево од Нјукастел организира прошетка до Сиднеј по покана од Пензионерското друштво Методија Антонов Ченто и тоа во сабота на 17 февруари. Таму се поканети многу друштва од сите црковни општини во Нов Јужен Велс. Автобусот ја поаѓа од пред црковната сала во 7 сатот са бајлето. За цената за ова прошетка ќе најавиме во наредните програми. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 25 февруари. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hanta. This is Peter Vrtkovski. Please